Бранко, добро утро. И јас и мојот соговорник со полна опрема овде на мостот Беласица, каде што во теќе вештачењето со кое што се проценува неговата безбедност. Ние прашуваме кога би бил повторно пуштен во употреба, бидејќи ова е една од главните сообраќајни артерии која им е неопходна на Скопје. Ни спомена и ти во најавата. Вештачењето го прави Институтот за сизмички отпорни градби и климатски промени. Ово утро одговори бараме од господинот Михаил Гаревски. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Господине Гаревски, веќе известен период вашите колеги од Фелата дискутираат гласно на оваа тема, се споменуваа различни сценарија за мостот Беласица. Едниот беше да се сруши повторно да се гради, среќа набрзо отпадна оваа идеја. Сега во оптек е идејата за реконструкција. Меѓутоа изминатиот период се зборуваше дека тешко ќе се најде некоја фирма која што ќе може да гарантира за безбедноста на мостот. Вие се нафативте? Па да. Значи, ние сме задолжени да извршиме, модерно е да се каже, форензика на мостот, експертиза и практично во достапните делови од мостот експертизата е отпочната. Треба да се напомне дека 2020 тоа е редовно се бара да се направи оскултација геодетска на мостот. Била 2020 направена на температура од 5 степени, иако е малку сега повисока температурата. Овде има колеги кои што јас ги задолжив да направат втора оскултација геодетска, за да се види дали има разлики во самиот мост, но може би ќе биде малку тешко, бидејќи сега ова е поголема температура, а температурното влијание, како и пожарите, влијаат многу на самиот мост. Но, ние отпочнавме, конструкцијата е, да кажам, сандачасти два пресека, поврзани со плоча и потребната опрема и лаборатории има во Македонија. Се знае што е основно при оваква инспекција. Значи, прво се прави визуелна инспекција, се лоцираат најголемите ризици каде бил најголемиот пожар, се прават недеструктивни тестови на бетонот, со цел да се одредат носивоста и на одредени места се вадат хернови, каде што понатаку лабораторија повторно се испитува носивата на бетон, тоа е клучно, но уште по-клучно е, да речеме, однесувањето и како е зафатена арматурата. Има можност доле од плочата да се извади класичната арматура, но најголем проблем е, бидејќи овој систем е така наречен прегнат систем со постенжан, така наречено, и многу тешко може експериментално да се утврди кои се внатрешните сили во каблите, да се види дали дошло до релаксација или не. Не дека не може некоја институција овде тоа да го направи, овој тип на пренапрегање не може да се одреди по експеримент. И ние веќе дававме задача, работи мојата екипа, на моделирање математичко на мостот, за да можеме на некој начин по итеративен пат да ги одредиме силите во каблите кои што се најважни. Што велат првите информации од увидот на терен? Големи ли се оштетувањата на мостот? Па вака, значи ние направивме вчера и ова со дрон снимка. Имаме дел од снимките. Да, ви пратив. Планиравме да идеме испод цевките каде ще се запарно, тука и најопожарениот дел од мостот. Но има некои конци и направивме снимки само од страна, ке треба да се тоа сега исприце и онака е доста чачево. Така да визуалната инспекција ни укажува, но нормално се уште е прено да се каже, бидејќи не знаеме што е со централниот дел, каде цевките го покриваат најизложениот дел за температура. Инаку, овој дел овде, од оваа инспекција, мислиме дека пожарот немал големо влијание. Но, сепак, се уште е прерано и сакам да апелирам за да може што побрзо да се заврши самата експертиза. За жал ќе мора, каде што е оној опожарен дел, ќе мора да се демонтираат цевките што е можно побрзо. Потребно е од два аспекта.
прво ние да направиме директна визуална инспекција, а второ, јасно е од сега, тоа не е компликувана санација, дека самата плоча, која ги поврзава двата носачи, е како така наречен спалинг, се вика, отпаѓање на бетонот како резултат на температурата, во негде 40% е откриена арматурата за оваа плоча. Господин Гаревски, билет извиштајот ќе биде готов за 20 на ден и наудите тогаш ќе покажат што треба да се прави понатамо. Но граѓаните се си понервозни, бидејќи споминавме во најавата, ова е една важна сообраќајна артерија. Так. Што значи тоа во пракса? Кога би можеле да го имаме употреблив мостот? Значи вака, како што реков, дури и самата експертиза, таа навистина може да се направи за 20 дена. Но, ако немаме убав пристап каде што се цевките, каде што е главниот пожар, тогаш и за нас ќе биде тешко да направиме експертизата, само визуелно некако или со некои камери. Се надевам дека не знам колку брзо може, дали е тоа топлификација која е задолжена, затоа што шините има тука една платформа. Тогаш ќе беше полесно да се направи. Шините се искривени и платформата више не може да се користи. За колку побрзо? Значи, колку побрзо се отстранат цевките, бидејќи не само заради нас, заради визуалната инспекција, него и заради санацијата, овој тип на санација е многу јасен. Може да има и некоја посложена санација, но оваа треба да се направи било како. И во колку се утврди дека само е потребна санација на оваа плоча и ќе ги провериме има некои попресни затегнувања, тогаш ќе можеме стварно многу побрзо да ги пуштиме, да го пуштиме мостот. Во секој случај сега не може да се оди по главната оваа каде што биле цевките, евентуално ако експертизата покаже да пуштиме оваа страна во еден правец и од другата страна каде што сметаме дека тука има минимални штетувања, но ребрата на главните сандачеци носачи, кои што се од страната на цевките, може да бидат и тие критични, тие се скриени, не можеме да видиме дали е дојден до отпаѓање. Негде се гледа дека има мало отпаѓање на бетонот и се гледа обичната арматура, тоа е критично. Ако тврдиме дека сандачаците пресици се во ред, тогаш може две траки да се пуштат, но во спротивно не ќе може. Мостот официјално е затворен за пешаци и автомобили, но ако погледнеме, пешаци има постојано на мостот, па и велосипедисти. Безбеден ли е за нив? Значи, мене ми критикуваат дека сум отхрабурал пешаци да идат. Не е во ред да се дозволи се уште, барем уште едно 10 дена да видиме, инаку тежината како пешаци, како и да не постои, како и да нема тежина на мостот, но еве, дури може да се случи, што сигурно тоа можам да тврдам дека нема да се случи, он не од тежината на пешаци. Ако има некои кабли кои што се на градица на носилост, може да падне и да нема пешаци, но тоа нема да се случи. Знам сигурно дека барем така само од себе нема да падне. Уште едно прашање, во интерес на времето ќе замолам кус одговор. Мостот Беласица не е единствениот на кој што имаше пожар изминатиот период, се случи неодамна и кај мостот Мајка Тереза, за среќа не беше затворен ни за сообраќај ни за пешаци, но дали е ова добро време за властите малку повеќе внимание да обрнат и на мостовите и на надвозниците, бидејќи ако прошетаме низ главниот град ќе забележиме дека на секој мост има кабли инсталација кои висат. Па да, тоа треба да се направи, бидејќи еве пожарот се, иначе обично практично не се многу чести пожарите на мостовите. Ова сакам да кажам е добро што овој тип на пожар сепак не може да се класифицира како хидрокарбонски пожар, кој што е многу поопасен од обичниот пожар. Хидрокарбонскиот пожар е кога се истура голема количина на нафта или бензин и кога се пали, и тогаш температурата за можеби 2-3 минути достигнува 1000 степени и повеќе и трае, се дека не се угаси пожарот, може и да трае 4 сата со 1000 степени, тогаш најчесто доаѓа и до рушење на пожарот. Овдека не е случај на хидрокарбонски пожар. Има сигурно постигнато температура до 1000 степени, но сепак она што го видовме во овој дел достапен, бетонот е
ајде да има добри резултати ова доле што у првиот дел, достапниот дел. По завршување на експертизата и првите наоди, може да се договориме да ви видиме во студиото на македонската телевизија па да продискутираме на темава. Со задоволство ќе дојдам, но уште еднаш потенцирам. И самата санација, и експертизата највеќе зависи од демонтажата на цевките. Демонтажата на цевките треба да просе што побрзо, бидејќи у септември негде или октомври се треба повторно парно грејење. Значи, тие треба да се извадат, треба таа минимална санација, ако толку треба да се направи, ние ќе можеме да ја направиме, да ја видиме тој најкритичен дел, во колку се одговлекува. Јас зборев во градот, тие ми се чини дадоа задача да се отстранат овие цевки, во колку побрзо се отстранат, во толку побрзо ќе може и експертизата да се направи и да се пушти дури и мост. Благодарам за разговорот, господин Гаревски. Благодарам на вас. Подсетуваме, многу фактори зависат од ставањето на мостот во функција. Ние ќе чекаме да видиме што ќе кажат првите наоди и резултати. Во меѓувреме, сите оние кои што поминуваат до пред известно време преку овој мост, треба да се наоружуваат со трпение, бидејќи ако порано 5 до 10 минути не беа доволни порано тргнување за да стигнеме до работните места, сега ни се потребни бранко многу повеќе. Имаме ли прашања?